Фала на Бога, браќи и сестри, за овој саботен ден и ова време што може да го поминеме заедно, да ја проучуваме Библијата, бидејќи некои ја немат приликата, како денес ние, можеби од некои пречки, дали се води војна кај нив, дали е земјотрес или пак се на својата постела, болничка постела. Денес ќе зборуваме за надежта, но информациите кои вчера пристигнаа од Блискиот Исток, дали овој свет има право на надеж? Надеж во светот на безнадежноста. Има ли надеж за Палестина, веќе година дена како војуваат? Има ли надеж за луѓето кои се во Украина и на многу други војни жаришта? Ова планета на која ние живееме има преку 7 милиарди жители. Секој од нас на еден начин се надева на подобро утре. Например, постарите, еве имаме овде постари и ние сме во таа група пензионери, се надеваме дека пензијата ќе дојде кога? На први, на време. Студентите се надеваат дека парите што државата им ги дава ќе легнат на нивната сметка. Или пак еве сега е време на испити, ќе ги положат матурските испити или испитите кои им се зададени. Гладните луѓе се надеваат дека ќе пристигне помош. Гледате во Палестина колку луѓе гладуваат. Ги третираат како стока. Им фрлат од авиони, од хеликоптер, пакети со храна, со колички за цементо, за малтер ги носаат врејките со брашно. Ај на почетокот да читаме неколку дефиниции, неколку мисли за надежта. Зборот надеж или хатиква на еврејски. Интересно, евреите во својата химна го имат овој збор хатиква, надеж. Тие 2000 години се надевале дека повторно ќе се вратат во својот роден крај. И кога е формирале тие својата држава? Повторно, 1947-48 тука ја формирале. Значи, 2000 години ја греле таа надеж во срцата дека ќе се вратат повторно назад. И ако читате нивната химна, јас синок ја читав, ја има поставено на интернет и превод на македонски, интересно, какво чувство гледувале во срцата дека еден ден ќе бидат повторно на своето. Еве неколку мисли. Кога животот на човекот е исполнет надежта, е неговата најголема суштина и најубава страна. Кога во животот некој има проблеми и кога страда, понатаму вели надежта излез. Кога нешто убаво ни се случува, надежта блика од нашите чувства. Така ли е? Кога славиш роден ден, кога ти се раѓа дете, кога влегуваш во нов стан, куќа, или добиваш прва плата, прва пензија, нешто убаво ти се случува и срцето како да ти игра. Кога нешто ги разнишува нашиот мир и стабилност, во надежта ги бараме добрината и решението за нашите тешкоти. Надежта значи неоткажување од можностите и од очекувањата. Во темнината таа ги навестува светлината и топлината на идниот ден, кога сме повредени, не крепи надежта во добрите луѓе, увереноста дека наскоро ќе биде подобро. На телевизија една македонска има една емисија за луѓе кои останале без дом, како се вика, не знам, на Алфа има, Срце на дланка. И таа водителката, или на крајот вели, они луѓе кои имаат отворено срце, меко срце, добро срце, да им понудат надеж на семејството, на луѓето кои се без дом, кои се без покрив над главата. Гледате, кај нив надежта, како овде што прочитавме, вели, кога нешто ги разнишува нашиот мир и стабилност, во надежта ги бараме добрината и решението за нашите потешкоти. Ајде во духовен смисол. Надежта гледа во невидливото, чувствува недопрено и го постигнува невозможното. Дали е тоа вистина, браќи и сестри? Да. Надежта и верата ги отварат нашите духовни очи да го гледаме оно што можеби не може да го допреме денеска со нашите раце. Значи,
Надежта е потребна секојдневно во нашиот живот. Една самохрана мајка се надева дека нема да добие отказ од работа. Тој што леже на смртната постела се надева дека наредниот лек кој ќе го прими ќе биде добар за неговото здравје. Што да кажеме за бездомниците? И тие се надеваат на подобро утре. Во овој контекст сакам да ве подсетам, да ви раскажам за еден човек, за едно име по име Бил. Тој бил младич студент. Студирал комуникации и тогаш го погодиле проблеми во неговото школување. Интересно, не знам од кои причини, но се нашол, во овој пример вели, на улица како бездомник во голема метропола. Знаете, кога сте во мало место, ве препознаваат. Ова е Петар, Јаков, Јован и така натаму. Ајде му помогнеме. Луѓето се собираат, меѓутоа кога си во метропола, во голем град, никој не те гледа и приметува. Зашто има многу такви луѓе кои имаат своји проблеми, бездомници. И замислете, овој Бил се нашол во таа метропола без излез, би рекол. А порано планирал, се надевал дека ќе заврши, ќе добие диплома, ќе се вработи и така натаму. А сега се нашол на улица, немал каде да спие, немал со што да се храни и така натаму. И решил да клекне, да седне таму поред тротоарот, да стави еден картон, картонска кутија и да ја пружи раката да проси. Меѓутоа, знаете, во такви депресивни моменти, ово момче му понудиле некои другари, наводно, под наводници, алкохол. И станал еден од нив. Својот јад, својот чемер, својот терет го решавал со алкохол. Не можел да си помогне на самиот себе. И затоа му е била потребна надеж, помош кој некој ќе му пружи рака. Секој утро, гледате го, тој овде проси, еве кутијата, секој утро по ова патека, по ова улица, по овој тротоар, поминувала на работа една госпоѓа, една жена, да ја наречеме Джейн. Поминувала, а тука имало и други бездомници. Таа ги гледала, секој утро ги приметувала. Меѓутоа, поминували други луѓе. Но за многу луѓе, тие луѓе кои тука проселе, биле невидливи, како стакло. Не ги приметувале, си брзеле кон својата цел, кон својата работа. Меѓутоа, ова жена решила да покаже љубов. И токму се смилувала кон ова момче, кој овој студент бил. Таму пришла, придела и го прашала како се вика. Момчето одговорило, се викам Бил. И таа поминала. Ништо повеќе не комуницирала со неја. Следното утро, следниот ден, таа спакувала сендвич и повторно го нашла овде Бил како проси. Спакувала ручек за него, сендвич, и му го дала. Човекот се зачудил. Како токму таа госпоѓа нашла 5 минути да застане, да го праша како е, да направи краток муабет и да му врачи овој сендвич. Додека брзала и она на работа, се свртила и видела осмех на лицето на Бил. Меѓутоа, ова жена не само што му го дала сендвичот, туку рекла, Господ те сака, Бил. И продолжила кон својата цел на работа. Таков подарок таа носела и следните денови. Спакован сендвич му го давала на Бил и му рекла, Господ те сака, Господ те сака, и заминала на работа. Многу не зборувала таа со него. Джен била свесна дека Бог со нетрпение го чека ручекот.
односно, значи, таа била свест дека Бил го чека со нетрпение ручекот и следниот ден, следното утро. А неговиот израз на лицето секој ден бил се поширок, насмевка. Зашто со нетрпение тој го очекувал ручекот, односно ова Господја која треба да намине. Дури жената приметила трошка надеж кој се осликувало на лицето од ова момче и во неговите очи. После неколку седмици, повторно ова Господја го спакувала својот сендвич, во торбата го ставила, за да му го даде повторно на Бил. Но Бил не бил таму повеќе. Го барала, се распрашувала кај другите негови другари, каде е Бил? Никој не знаел. Еден рекол, го нема Бил неколку денови. Навистина се чудела што се случило со ова момче. По неколку денови, таа на улица среќава едно момче, додека одела. Тоа момче било осоколено, охрабрено да и се приклучи, односно да и се придружи. Знаете, на улица не смеш така да се придружиш и да прашаш Господја во тие големи градови. До неа дошол добро облечен, избричен млад човек и рекол: Господјо, се сеќаваш ли на мене? Мислам дека не се сеќавам, одговорила Джейн. Ми дадовте руче кога немав ништо. Ти тогаш се сеќавам добро, рекол Бил, се насмевна, ме погледна во очи и ми рече: Господ те сака, Бил. А потоа почна да ми даваш надеж. Браќи сестри, ова е само еден пример на една жена. Од многу жени, од многу луѓе кои оделе по тој ден по тие улици, кај што имало многу бездомници. Љубезноста на Джен кон Били и вербата во неговата вредност му давала желба да ја превземе Бил контролата врз својот живот, да не се откажува од надежта, од храброста. Тој се пријавил во една агенција за луѓе кои пијат, алкохоличари. И тој таму посетувал неколку седмици. Би рекол настава, односно тие му помогнале да се откаже од алкохолот. Бил не можел без алкохол, но благодарение на таа установа, тие му помогнале, тој се откажал. Се вратил повторно на предавањата на универзитетот. Една издавачка куќа подосна го ангажирала, како што тие помагале, и тој да им помага на другите луѓе, на другите момчења да го променат својот живот. Со благодарно срце Бил и рекол на Джейн вакви зборови: Ти благодарам за твојата добрина. Ти благодарам што ми даде надеж. Реки сестри, медицинарите велат дека надежта помага, надежта допринесува за здраво срце и добри оценки. Еден кардиолог рекол: надежта е лек што јас го користам најмногу. Надежта може да излечи скоро се. Надежта, или како се вика на другот, оптимизам. Ако си оптимист, многу болести, многу проблеми ќе се надвладеат. Ако си песимист, тоа те влече назад. Знаете, како некој олово, железо те влече назад кога си песимист. Ништо не би во тоа. Ништо не бива од тоа дете, ништо не бива од овој човек. Тоа не смеме да кажеме за децата. Од тебе ништо нема да криво дрво ќе испадне. Знаете, ако така кажеш на детето или на човек, ти го убиваш во појам. Надежта допринесува за здраво срце, добри оценки. Еве овој доктор, да не читам повторно, вели тоа он го користил, значи изразот надеж, биди оптимист, надевај се, ќе биде подобро. Вистина, темата за надежта е поврзана и со нашиот живот. Понатаму, надежта е темелна способноста на нашето тело да го зајакне нашиот имун систем и да не дозволи болеста да победи. Во едно холандско истражување, истражувачите откриле дека ризикот од смрт кај луѓе кои имат срцеви заболувања,
50% е помал кај оние кои се оптимисти и кои имаат надеж. Значи, кои се подпираат на надежта. Ке биде по-добро утре. Меѓутоа, ако велиме нема да биде утре по-добро, тоа не влече назад. Надежта е темелна способноста на нашето срце да го заакне нашиот имунитет. И зато денеска зборуваме за надежта во овој безнадежен свет во кој живееме. Моменталните истражувања ни дават увид во вредноста на надежта. Студентите со високо ниво на надеж се повеќе креативни во развивање на идејата да го подигнат нивото на своите оценки во училиште. Гледайте, во сите сегменти, би рекол, браќи и сестри, надежта е потребна. И затоа, ајде да бидеме повеќе оптимисти. Ајде да користиме повеќе надежта во нашиот живот. Сите ние сме денеска оптеретени со проблеми. Меѓутоа, тие проблеми делуват на нашиот имун систем, на нашето здравје. Колку повеќе проблеми трупаме врз грбот или во своето тело, навистина тоа ќе допринесе да нашето тело, односно да нашиот живот оди наназад. Ајде овде да прочитаме сега, да спомнам еден експеримент за надежта кај глувците и луѓето. Направен еден експеримент, значи, во Америка, научниците откриле интересни факти за надежта со помош на два стаорци. Еден стаорец го зеле и го ставиле во сад со вода. Значи, кофа или леген во еден сад. И знаете, глувците не се пливачи. Но сепак го ставиле внатре и тој стаорец пливал 20 минути, а потоа се изморил, се откажал и се удавил, нормално. Го изваделе, зеле друг стаорец и него го ставиле повторно во тој сад со вода. Значи, бил третиран на ист начин како и преходниот. Меѓутоа, гледале на часовникот, пред да се откаже глушецот, тие го извадиле. Значи, пливал 20 минути и го вадат. Не дозволиле да се умори и да се удави, туку го извадиле. По неколку дена, истиот тој стаорец го вратиле повторно во вода, го ставиле. Пливал, преку 20 минути. Значи, не застанал, не се уморил, нити се удавил. Тој пливал час и половина пред да се откаже. Која била разликата? Тој се надевал дека некој ќе го изваде. Тој во психиката тоа го снимил. Значи, пливал и се уморил и сакал да се откаже. Меѓутоа го изваделе. Браќи сестри, надежта, навистина, и луѓе кои се оптимисти имат повеќе благослов во својот живот. Оптимистите живеат подолго. Имаат подобар квалитет на животот. И сега, ајде да се најдеме ние во првата група или во втората група на овој стаорец. И ние имаме проблеми, верувам, во животот, доаѓаат. Ке се откажеме ли или ке продолжиме да се бориме? Не сами. Ние ќе видиме на крај дека Бог ни стои на располагање. Да не извади од калта. Јосиф Бог го извадил од јамата. Данило Бог го извадил од јамата. Не се откажал. Седрах, Мисах и Евденаго не се откажале. Останале верни, па макар што влегле, што ги задесила таа огнена печка, тие останале верни до крај. Овде на сликава го имаме Виктор Франкл. За него зборував пред неколку саботи, меѓутоа сега од друг аспект ќе го споменеме овој човек. Наистина, надежта ни помага да ги пребродиме сите наши проблеми, да излеземе од калапот, да бидеме креативни и таму ако се најдеме во дупката, да бидеме креативни за полесно да ги пребродиме тие маки искушение, да се бориме против лошите шанси. Еве, студијата за случајот на овој човек, Виктор Франкл. Кој бил тој човек? 1942 година, млад психијатар кој живел во Виена.
бил одведен во логор. Германците го заробиле и бил однесен во тој нацистички логор. Германците или тие кои биле одговорни во тој затвор правеле се да затворниците ги едноставно толку понижат, да ги обезличат, дури да си го заборават и своето име. Тие добиле само број 155. Значи ти бројот ќе го запамтиш и кога има прозивка, тие прозиваат само броеви, не име, бидејќи сакали нивниот идентитет да го избришат. Ти не си повеќе евреин, ти не си повеќе вреден. Ако си доктор, ако си работник, ако си земјоделец, не, тега си само бројка, ништо не вредиш. Тие го третирале Виктор не како човек, туку како затворски број 119-104. Тоа бил неговиот број. Тој бил многу успешен психијатер за време на својот живот, што би рекло во цивилство, кога не бил во логор. Меѓутоа, бидејќи бил психијатер, тоа го натерало или го навело да ги наблюдува реакциите на неговите колеги затвореници, како тие ќе реагираат додека се заедно со него во затвор. И тој вели, многумина едноставно се подкопувале кон притисокот и набрзо умреле. Односно, значи се го прифатиле тој притисок, не се бореле и едноставно умирале. Подлегнувале, да. Но оние кои преживееле, тој вели, тој напишал и доста книги после кога бил ослободен, вели многумина кои преживеале имале надеж. Кога вели се собиравме во групи, а не смеле во многу долго да бидат во групи за да не направат некои проблеми, сепак некој вели има надеж, ќе дојдат нашите, ќе не ослободат. И вели со таа надеж легнувавме, со таква надеж станувавме. И тој вели понатаму, забележал дека еден затвореник осуден на работа зборувал за неговата голема желба да се врати дома, бидејќи морал да се грижи за своето ментално заостанато дете. Значи, имал дете болно. И таква надеж го греала срцето негово дека мора да остане читав до крај. Значи, мора да излезе еден ден од затвор, зашто неговото дете е ментално болно и му треба помош. Замислете, другиот вели бил длабоко влюбен во една млада жена. Сакал таа да преживее за да се омажи со неа, да се ожени со неа. Значи, имало жена, исто така затвореник, тој разговарал со неа, се влюбила во еден од тие затворениците и вели, таа надеж го грела и незиното срце еден ден да се омажи со тој човек кој бил го запознал во самиот затвор. Вели понатаму, оние кои имаа визија, оние кои имаа надеж и најдоа цел во животот, го преживеа најлошото, односно ги преживеа најлошите месеци и години во затворот. Гледате, браќи и сестри, колку е надежта важна во нашиот живот. Понатаму вели, кога Виктор Франкел бил заробен, рековме, тој пишувал книги. И неколку списи, ракописи од книги ги понел со себе, мислејќи дека таму ќе има време и ќе ги допише. Меѓутоа, му ги зеле списите, го соблекле, му зеле се и рекол, само му ставиле број. На тој начин сакал да го деградираат и да кажат, ти не вредиш ништо, ти си само една обична бројка и за тебе нема надеж. Меѓутоа, кога бил ослободен, и тој имал малку пореметување здравствени, но се вели во овој извештај, вели, тој продолжил да ја заврши својата книга. Меѓутоа, знаете каде ја напишал тој својата книга? Во мислите. Во мислите, му ги зеле ракописите, му ги запалиле, но тој продолжил таму кај што застанал, зашто тој секој ден размислувал и тоа го пишувал во својот ум. И на крајот таа книга била отпечатена кога тој излегол на слобода. Тој вели, ме удржуваше тоа што позитивно мислев. И вели, секоја вечер,
создавал слика за својата идна невеста. Со такви мисли легнувал, со такви станувал. Тој си замислил како ќе изгледа неговата идна сопруга, како ќе биде тој живот подосна која ќе биде на слобода. Тоа го одржувало, значи, да се фокусира на позитивни мисли. И понатаму вели, кога бил ослободен 1945 година, се вратил во Виена и открил дека неговиот татко, мајка му, брат му, умреле исто така во друг логор. Најтешкото за него било за тоа што неговата сакана невеста починела пред да биде ослободен. И покрај загубите, се изгубил, останал сам, што би се рекло. Викторија собрал сета своја духовна и емоционална сила и си ветил дека ќе продолжи. Тоа се уште му давало надеж да оди до крај. И кога е завршил својата книга Човековата потрага по значењето, во оваа книга тој вели дека и покрај фактот што неговите мачите, оние кои го мачеле, му зеле се, му зеле удобноста, кариерата, дипломата, материјалните добра. Знаете што не можел да му земат? Надежта. Надежта го греела неговото срце додека бил во тој логор. Браќи и сестри, за овој човек надежта била се. Надежта му помогнала да ги преживее тие тортури, да ги гледа секој ден десетици луѓе како ги носаат во не носелки и ги погребуваат таму, односно ги палаат. Наистина, страшно било. Но, ајде денеска да видиме што надежта представува и за нас. Надеж плюс намера, плюс делување е резултат позитивни мисли или резултати. Веќе сестри, надежта е потребна за сите нас. Сега ќе се навратиме на еден пример во минатото на луѓе кои ги знаеме ние добро, кои со така се надевале на еден подобар живот. Еве само една мала цртичка ќе кажеме за Аврам и Лот. Земната надеж наспроти надежта одзгора. Лот, за кој многу сме зборувале, се надевал на еден подобар живот, ќе им даде комфорт на керките. Таму има услови да се развиват, таму има услови да се школуваат, да се вработат, што не е грев. Комфорен живот, кога се преселиле во Содом. И Аврам, иако немал семејство, сами биле со Сара, кога Бог го повикал да излезе од својот роден крај, од Ур Халдејски, и да тргне во непознато, Бог не му дал некоја карта по која Аврам ќе го следи тој пат. Тргнал во непознато. Аврам се надевал дека неговото семејство ќе наследат вечен Божји град. И тој се надевал, и овој се надевал. Овој за земно богатство, Аврам се надевал за нешто подруго, за тој вечен град. Она што Аврам го очекувал, имало трајна вредност, а Аврам, односно Лот, знаеме дека само после неколку години тој град ќе биде запален и ќе биде символ во Библијата на луѓе непослушни, луѓе кои гледале само за земните благослови, а не за духовните. Александар Поуп, англиски поет кој живел, еве, во која година имате овде на сликава, рекол, надежта никнува во човечките гради. Надежта никнува во човечките гради. Имаме многу библиски текстови, браќа и сестри, за надежта. Сега немам време се да ви читам, но само еве неколку да се подсетиме. Зашто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа. Да ви дадам иднина. И гледайте овде што вели пророкот Еремија. Надеж. Колку е важна надежта во нашиот живот. Понатаму, ние сме наново родени, Петар вели, за жива надеж. Ние сме родени за жива надеж.
А понатаму Павле, тој текст сега не е овде ставен, но јас го имам овде забележено, во Ефесјаните 2:12 вели, без Христа бевте, немавте надеж без Бог во светот, но сега си нов, имаш ново, јас и си исполнет со надеж. Ете Павле што вели. Без Христа бевте, им вели на некои евреи. Но сега сте нови. Во Римјаните Павле вели, вие се сега на новородени. Го читаме тој текст кога некој ќе се крсти, неле? Вие се, велиме, новородени. Во Христа. Сега имате надеж, вели Павле. Полни сте сто надеж. Ова госпоѓа Ана имала криза во својот живот. Размислувала да го оконча својот живот. Не гледала излез. Не гледала отворена врата. Црна завеса, црно перде. Никој не се јавувал. А имала многу пријатели на Фейсбук, на тие социјални мрежи. Но тие биле само фиктивни бројки. А вистински многу малку. Меѓутоа го зела телефонот и едноставно свртила на еден број, но вртејки погрешила, вртејки ставила друг број и телефонот задзвонил кај некоја друга личност. Од другата страна на телефонот човекот или таа личност почувствувала необичаен треперлив глас кај Ана, кај ова личност, дека нешто се случува во нејзиниот живот. И личноста од другата страна телефонот одвоила кратко време и рекла: Господјо, што ви е? Имате ли проблем? Таа го отворила срцето, иако била непозната личност од другата страна, рекла: имам проблем, не ми се живее повеќе. Не можам да ги пребродам проблемите. Закажеле состанок. И навистина се нашле. Сакајќи да се ослободи од бескрајната депресија, отишла на состанок и била толку воодушевена што се враќала секоја вечер. Од другата страна бил пастор на една христијанска црква. Интересно, лете Бог како ги води работите. Таа бирала друг број, меѓутоа не сакајќи притиснува број до личност пастор, христијанин. Во тоа време се одржувала серија на предавања. Пасторот одржувал. Таа дошла на состанок и толку и се допаднали тие предавања, почнала редовно да доаѓа. Таа разбрала дека некој горе ја сака повеќе од татко и мајка. Таа разбрала дека некој го дал својот живот за неја, секако тој Исус Христос. Додека Ана ги слушала темите, во низиното срце се појавила надеж. Ги отфрлила сите лаги, сите притисоци кои кажувале дека ти не вредиш, Ана, повеќе. Ти си на дното, од дно подолу од дно. Ти не вредиш да живееш. Луѓето кои ја познавале со презир ја гледале, меѓутоа таа нашла сега нов пријател. Го нашла Исус Христос. Додека Ана ги слушала предавањата, таа нашла надеж во Исуса Христа. И затоа подосна одлучила и да стори завет со Бога. Надежта е потребна на сите браќи и сестри. Значи на својот 23-ти роденден, гледате колку била млада, Ана одлучила да си го одземе животот. Повеќе не сакала да живее. Додека го пишувала своето проштално писмо на семејството, на пријателите, па дури на Бога, тогаш телефонот и звони, односно, како што реков, се воспоставила таа комуникација. Таа била лута дури и на Бога. Зошто Бог ја оставил? Меѓутоа, Исус, браќи и сестри, и сите вие кои не слушате и гледате, ако ја доживувате истата или сличната судбина на Ана, знаете дека не сте сами. Горе е Исус. Тој го знае твојот телефонски број. Тој го знае твојот кревет каде што спиеш. Тој знае твојата улица каде што живееш. Го знае работното место. Ги знае твоето крпче, марамче, с кој ги бришиш ти солзите, можеби секоја вечер, затоа што имаш тешкоти, имаш проблеми. Но Исус
не те заборавил. Тој сака да ти вграде надеж во твоето срце. Како што некои добиваат стент во срцето за да преживеат, за да слободно дишат и да работат, Бог сака да вгради во твоето срце надеж. Дека ќе излезеш од дупката. Дека ќе излезеш од тој понор во кој се наоѓаш. Дека не си заборавен, односно заборавена. Понатаму може да читаме следново. Павле вели, иако изгледа овој свет како да се руши околу нас, ние имаме блажена надеж. За овие луѓе во Иран денеска е најтежок ден во животот. Во Газа, во Палестина, во Израел, во Украина, Русија, каде да е на ова земја, кај што се одзема човечкиот живот, кај што се руши овој свет, Павле вели, немој да очајувате. На друго место мислам дека Павле вели, може да ни го земат животот, но што не можат? Нашата надеж, нашата вера во Христа. Наскоро ќе го видиме Исус како доаѓа на облаците, со сила и слава голема, вели апостол Лука. Иако понекогаш и во нашиот живот изгледа темно, затворена врата, тропаме, покушаваме да отвориме, но нема излез. Понатаму вели апостол Лука, а ако ќе почне да се случува сето тоа, исправете се и подигнете ги главите своји, зашто се приближи вашето избавување. Да, не е лесно. Ние сме чекатели, знаете. Адвентисти се чекатели. Не е лесно да чекаш. Добро, ако чекаш пред венчавање, на свадбена поворка си, тие се убави моменти. Но ако чекаш пред суд, ако чекаш кога судот треба да донесе одлука, да те осудат за некое зло дело, или кога нешто тешко треба да се добие, не е лесно се чека. Ние сме чекатели и за добро и за лошо. И за тоа вели Лука, кога се тоа ќе се случува, ќе се приближи ваше избавување. Немој да губите надеж. Една мајка го изгубила своето чедо. Била разочарана. И имала Библијата и решила да ја отвори. И листејќи го Новиот Завет, дошла до прво послание до Солуњаните, таму во 4 глава ги читала овие зборови. Зашто самиот Господ ќе слезе од небото со заповед и со гласот на архангелот и со Божја труба, а мртвите во Христа ќе воскреснат први. Тоа ветување на Павле и тие зборови толку ја храбрило и поверувала чврсто во Господ дека ова слика еден ден ќе се оствари за неја. И за многу мајки, и за многу татковци, за многу синови и ќерки кои ги изгубиле своите мили драги. Познатиот проповедник, човек кој оставил длабок траг во христијанскиот свет, Били Греам, зборува за еден негов пријател кој преживел големата депресија, кој го изгубил имотот, работата, сопругата и децата. Но не ја изгубил верата во Господа. И еве што се случило. Еден ден, додека стоел тој работник во дворот, како градежен работник, кој работел во изградба на една црква, го видел како работи, како резба нешто на еден камен блок. Значи, работникот резбал камен блок. И му се приближил Били и го прашува, што прави? Работникот одговорил, покажувајќи кон отворот на врвот на црквата во близина на самата кула. Еве што кажал. Јас го обликувам овој камен долу, за да може да се вклопи каде? Таму горе. Знаете, доле се прават тие сделки, камења ги делка, за горе да се вклопа. Горе не може да работи, само треба да го постави. Човекот си заминал, работникот си заминал, а Вили, ова негова изјава му оставила длабок впечаток. И тој си рекол, Боже, фала ти што зборуваш преку човекот, преку работникот на мене. Бог сакал да му каже на Били, те обликувам овде долу, за да можеш да се вклопиш каде? Таму горе. Јас сум кажал тако еден пример за еден друг каменорезец кој резбал таму
далеко од градот. Имал камен голем и го чука со глетот и со чеканот. Каменот прозборил наводно и рекол: "Зошто ме удараш, тоа ме боли?" А што му рекол човекот, мајсторот? "Ако не те ударам, ако не те обликувам тука, никогаш нема да дојдеш во центарот на градот и сите да ти се восхитуваат." Има такви споменици овде у Кавадарци. Браќи и сестри, има ударци од овој свет во нашиот живот. И ние добиваме ударци. Но тие ударци би требало да не обликуваат за да се најдеме во тој небесен град, во Иерусалим. Во Иерусалим. Они кои имаат надеж, имаат издржливост, никогаш да не се откажат. Направи го веднаш она што е тешко. Потребно е малку повеќе време за невозможно. Со непоколеблива надеж можеме да ги реализираме нашите соништа. Ние сме победници со Господа. Не сме сами, браќи и сестри. Овде сме гости. А кога сме гости, знаете, недела, 2-3 или колку денови, знаеш еден ден дека ќе заминеш. И затоа, ајде да не ја губиме надежта. Надевај се и ќе живеете. Ако очајуваме, ќе умреме. Нема друго решение, нема трета опција. Ако се надеваме, ќе живееме. Ако сме во некое очајување, ќе се случи она лошото. И сосема на крај, а после ќе одеме и на самата молитва. Животот без Христа е безнадежен. Живот со Христа е бескрајна надеж. Што ќе одабереме? Зашто ќе се одлучиме? Ние одлучуваме. И на крајот сосема би сакал да завршам со една молитва, што ќе ја прочитам заедно со вас. Господи, нашата надеж е во Тебе. Надежта е наоѓаме во Тебе кога не знаеме што да правиме. Ти благодариме што се грижиш, што сочувствуваш со нас во нашите искушенија и што си тука кога се изгледа безнадежно. Помогни ни да ги прифатиме на тешките ситуации и да научиме повеќе да Ти веруваме. Дај ни мудрост и помогни ни секогаш кога ни е најпотребна надежта. Господе, нашата молитва е да ни дадеш позитивни емоции и сила да се бориме во битката на животот. Знаеме дека никогаш нема да не напуштиш, ниту ке не заборавиш. Не чуваше во минатото, денес си со нас и знаеме дека ке не водиш во иднина. Ти благодариме што ни даваш се што ни треба и знаеме дека Твојата подршка никогаш не престанува. Помогни ни да бидеме пријатели со оние кои се без надеж. Амин.